Долго очекуваниот распуст стигна. Ке здивнати наставниците и учениците. Последниот училишен ден се помина во сумирање на импресиите од школската година што помина. Како и минатите одделенија, ова беше едно од подобрите одделенија според мене. Пето одделение, имаме нови знаења, како и добивме двајца нови наставници. Сега ќе одиме во понова фаза од нашето основно образование и веќе во шесто одделение ќе мора многу посериозно да ги сваќаме нашите обврски. Среќен сум што ќе отидам во ново одделение и ќе добиам нови знаења. Не сум среќен бидејќи ќе мора да се разделуваме со наставничката. Сепак ќе се гледаме во училиштето со наставничката. Овој дел од образованието, петто одделенците го завршија со неминовната разделба. Оваа разделба ја прославивме во чест што се разделуваме со наставничката и што завршуваме пето одделение. Таму игравме, пеевме, се забавувавме. А веќе од денеска ги започнаа плановите за летниот распуст. Ќе одиме на одмор, што ќе се забавуваме, што ќе почнем шесто одделение. Јас овој летен распуст планирам да го поминам кај мојата баба и дедо и да читам лектири. Со слични импресии и планови се и средношколците. Поминавме уште едно скалело, завршивме втора година и сметам дека оваа година е една од најважните во нашето средно образование и сметам дека ќе биде како едно многу добро искуство за наредните предизвици. Клучна година треба да одлучиме по кој пат ќе тргнеме, кој смер ќе го одбериме, бидејќи тоа воедно ќе ни ја одбери и наредната професија. Ова е едно големо искушение за нас и се надеваме дека сите ќе го одбереме најдоброто. Пред нас предстојат 2,5 месеци одмор. Освен што ќе имаме време да се одмориме и да прошетаме, исто така треба да се подготвиме и за новата учебна година, да се подготвиме да ги читаме нашите лектири, да ги наполниме батериите и да почнеме со нова сила и нова енергија во новата учебна година. Освен учениците задоволни од годината што измина, се и наставниците. Освен реализацијата на наставниот план, наставната програма која што се одвиваше според предвиденото со истата, особено сум горда на постигнатите резултати на нашите ученици на општинските, регионалните и државните надпревари. Дамјан Давков, кој што освои сребрен медал на Олимпијадата, на јуниорската олимпијада. Потоа истиот ученик Дамјан Давков прво место по математика. Исто така истиот ученик Дамјан Давков по природни науки кај менторот Емица Витанова. Германски јазик Томе Филов кај менторот Еленора Стојчевска. Географија Петар Колев, ментор Панче Ристов. Техничко образование Ванеса Стаменкова, ментор Јасмина Дурдубакова. Ликовно образование Андреја Колева, ментор Верица Наумова. Хемија Дијана Парчеклиева, ментор Ели Трајчева, како и освеното четврто место на државен надпревар по пливање на Смилјан Нашков и Антонија Андоновска, ментор Звонко Рунчев. Но пред средните училишта следува уште една голема обврска – спроведување на уписите. Следуваат уписите за сите години, за учениците од сите години. Очекуваме во прва година еден повисок број на ученици, бидејќи сепак нашето училиште од секогаш е познато по високиот број на ученици. Вкупно на ниво на источен регион, училишното звонче за одмор звонеше за нешто помалку од 20.000 ученици.